Европскиот речник, председателот на Филипче бара помош од ДЕУ по јавно искажаните чувства на премиерот дека некој од екс-функционерите на СДСМ би можел да биде предмет на истрага. Председателот на СДСМ апелира до европските институции да ја следат состојбата и да реагираат за владењето на правото во државата. Во официјални писма до Европската комисија, Европскиот парламент, како и до известувачот за Македонија и амбасадорите на земјите членки, посочува на координирани обиди на извршната власт за влијание врз правосудните институции. Користејќи ги двете функции, премиер и председател на ВМРО, Мицкоски ги претвора државните институции во инструмент на партиска пресметка, а истовремено ги користи како заштитен штит за сопствените структури. Неговото чувство дека ќе следуваат конкретни постапки е транспарентен показател за намера за извршна контрола врз обвинителството и судството, односно подготовка на политички монтирани процеси. Премиерот пак им одговори дека имаат право на допишување, но дека чувствата околу прогонот на функционери од поранешната влада на СДСМ му се засилуваат. Секој има право да се допишува и да се праќа писмо. Но моите чувства се посилни. На прашањето кога ќе побараат екстрадиција на Груевски од Будимпешта со оглед на тоа што Полска веќе доставила официјални барања да им се испорачаат двајцата функционери од поранешната полска влада, одговори дека се работи за сосема различни случаи. Тие немаат уште азил полските поранешни членови на влада. Во нашиот случај поранешниот премиер има азил. За да се испрати барање за екстрадиција треба прво процедура да се тргне азилот. Тоа е прво. Сега ако испратиме негативен одговор ќе добиеме. Можеме утре да го испратиме, нема проблем. Дајте малце суштински да ги гледаме работите, а опозицијата нека го побара Васко Ковачевски нека дојде. Од Министерството за правда деновиве најавија дека ќе ги побараат сите списи од надлежните судови и обвинителства за предметите поврзани со бегалецот во Унгарија и дека ќе постапат согласно законските прописи.